Заменик министре, треба да ми се заблагодарите, што еве ви дадов шанса уште еднаш да се докажете, бидејќи веќе сте член на Централниот одбор на СДСМ и одма вашиот говор е поразличен и овде сите ние ја приметуваме оваа разлика. Почитувани, народот зборува со стомакот и гладува. И нема да ги хранат вашите бројки. По кој член од деловникот ви е процедуралната забелешка? Не, јас му давам. Не, немате право, имате право да реагирате. Добро. Јас... Процедурално. По кој член од деловникот? Што? По кој член од деловникот е вашата процедурална забелешка? Процедурална забелешка на вашето работење. Член 88. Значи, народот зборува со стомакот, гладува и не го хранат вашите бројки кои што вие тука ги зборувавте. Значи, почитуван министре, ако веќе зборуваме за бројки, 3,7 милиарди бил вкупниот јавен долг кога дошол Зоран Заев на власт на оваа држава. Сега е 7 милиарди 150 милиони. Колку се задолжи власта на СДСМ? Дупло. И тоа дупло сме задолжени. И тоа нула пари за автопати, хидроцентрали, железници. Само купувате гласови им. Сега, најголем раст на GDP историски имало од 2007 до 2008 година, а најголем пат од 2019 до 2020 година, токму кога вие сте заменик министар за финансии. Реторичко прашање. Со 46% GDP, јавен долг, веливте дека Македонија е во грчко сценарија. Сега со 65%, кажете ми какво сценарио имаме. Министер, немојте да зборувате за ланскиот снег и за тоа кога други биле министри. Свртете се кон вашето работење, бидејќи вие и Фатмир Бесими го држите рекордот во споредба со сите други министри воопшто во суверена Република Македонија во долговите и задолжувањето. Фала многу пријатно, немам никакво дополнително прашање.